Први, но и се уште на удар. Угостителскиот сектор од самиот почеток на пандемијата е најпогоден во однос на воведувањето рестриктивни мерки. Постојаното менување на ограничувањата на работното време се дополнителен проблем и за угостителите и за клиентите. Речиси една година угостителите се соочуваат со загуби. Велат помошта од државата е само насочена кон задржување на персоналот. Голем процент од угостителите мораат да ги покријат и трошоците за кирија. Све помошта што се дава, државата што дава е добро дојдена од една страна, ама тоа е само за персоналот. Да мене ме заштити, уствари не ме заштитува мене, него го остава персоналот на работа. Ако немало помош таква, дали било ја или многу од моите колеги, тој персонал би го избркале дома. Зошто? Затоа што не може да го плати. Никој свесно не може да влага у негатива. Значи, прво што страда е персоналот или намалување на трошкови у економија. Прво е тоа. Не излезе никој, дали од економска страна, дали од финансиска страна, у тој дел, фирмите да ги помогне малку. Зошто? Затоа што над 95%, дали било угостители или кој да е, работа под кирија. Никој не се најде у фелата, у економијата и у финансиите да помогне за тој дел на собствениците да им помогне. Најголемиот проблем у секој приватен сектор е одливот на кирија, што тебе месечно ти е морал, сакал, не сакал. На први ти мораш да платиш кирија. А 95% па ќе кажем, приватниот сектор работа под кирија. Промени се забележуваат и во бројот на гостите. Повозрасните лица избегнуваат посета на ресторани и угостителски објекти. Помладите излагаат, тие посериозни луѓе има многу страв. Генев и ги нема. У овој дел на угостителството, у рестораните, бизнис секторот, ние сме многу директно инволвирани со приватниот сектор, што работа, значи, у нашиот град, например. Ако бизнисот од другата страна, значи не збориме за угостителството, да немаме општиот бизнис, се завршува на крај, успехот во бизнисот се завршува у ресторанна ручка, на деловен ручик. Тие деловни ручици ги нема сега. Тоа ми е показател мене дека економијата и бизнисот е на стаклени ноги. Секој протокол е изгласен, го почитувам. Над 90% ја мислим дека се почитува тој сектор. Ја мислим дека треба да се врати времето. Се врати до 11 сати, ја мислим дека би било идеално. Угостителите забележуваат дека и покрај тоа што има низа други сектори кои подразбираат фреквенција на голема маса на луѓе, продолжуваат со непречена работа и протоколи, додека угостителскиот од самиот почеток е подложен на константни рестрикции.